Совоспоставувањето на диагнозата на мултипла склероза, пациентот е ставен во позиција да мора да научи како да мора да научи да се соочи со болеста, со сите информации што ќе ги дознае за неа, со сите работи што го очекуваат, со сите препреки, проблеми на тој пат, со сите предизвици што ги носи болеста, така да сето тоа воопшто не е лесно да се направи. Сите знаеме дека тука многу фактори треба да се контролираат, да се намали стресот колку што е можно повеќе, да се пронајде поддршката од пријателите, од семејството, од најблиските и така натаму, и сето тоа, нели, да се воспостават некои нови начини на живење и однесување. Така да, за да сето тоа што полесно се направи, вакви совети како ова прашање, секако дека е нешто што е одлично да се користи, секако е тоа многу добар совет да вие погледнете на болеста како на свој пријател, а не како на непријател. Сето тоа ќе го олесни соочувањето на болниот со сите препреки и предизвици што ги носи болеста, и со самото тоа, значи кога нешто не гледате како непријател, нешто што сака да ви наштети, нешто што сака да ви одмогне, да ви одземе, тогаш вие ќе можете многу полесно да се справите со симптомите што ги имате, многу полесно да ги поднесете, и лекувањето на симптомите ќе биде многу поуспешно. Така да дури и со самото тоа, со преземање на овие мерки, со примена на вакви техники, вакви совети, значи може да придонесете да болеста се ублажи, да симптомите се ублажат, да болеста не напредува. Значи, самото размислување за болеста како нешто што е поблиско до вас, и самата комуникација, како што ве советувале, дека е добро и дури да комуницирате во своите мисли со болеста како најдобра пријателка, е нешто што навистина може да ви биде корисно, бидејќи комуникацијата со најдобар пријател, нели, низ таа комуникација ние откриваме дека сепак тоа нешто, дека сепак нашата пријателка може да ни помогне ако го побараме тоа од неа. Сепак најдобриот пријател ќе биде искрен со вас до крај и го чувствувате многу поблизок, отколку ако е тоа нешто врз кое што немате никаква контрола и со кое што немате никаква близина, никаква искреност, никаква комуникација. Затоа користете ги овие техники слободно, значи психолозите секако дека го одобруваат тоа, и се она што може да помогне за да се прифати состојбата на МС колку може полесно и поедноставно. Јас само би додала уште нешто на овој убав совет, дека имајте на ум секогаш дека вашата најдобра пријателка е дојдена кај вас дома, а не вие кај неа. Што би значило тоа? Значи, вие не би дозволиле сепак, иако ви е најдобра пријателка, да дојде и дома кај вас да прави што сака. Затоа, сетете се секогаш на тоа дека сте вие главни. Во вашиот живот вие сте главни. Никој друг. Така да, убаво би било да го практикувате овој совет, исто како и тоа е нешто слично како мотото на МС Сдруженијата, кое што беше: да, јас имам МС, но таа ме нема мене.